На вистина ли ти го направи ова? Се колам, нека сега ќе заплачам од радост. На здравје. Многу ти благодарам. Хвала му на Бога. Татко ти многу беше луд? Ова не било отпорно на земјотрес. Мислам, на куќава. Освен тоа, што бараш ти во куќата на Хазиран? Нема хотел? Што не отиде во хотел или кај некој другар? Најпрво, немам пари. После тоа, немам другари. Дали бев доволно јасен? Добро. Да не вложеше толку пари во хотелот, сега немаше тука да бидеш. Алал, алал. Што? Чекај. Пи вода, земи. Земи, пи вода. Што? Да те удрам по грбот? Чекај малку, чекај момент. Алал, што? Чекај. Леле, колку убаво ме гушна, бе, а? Ти ли си мојата хероина, кажи ми, а? Толку ли се нежни и убави твоите раце? Може ли да ги бакнам? Ќе те убијам. Лудак ли си ти? Луд сум, бе. Луд сум по тебе, бе, па што? Ај, Господе Боже. Што те правам јас со тебе? Например, можеме вака да направиме. Каде што застанавме вчера? Латив контрола. Дали има латив или сличен предмет околу нас? Контрола нема, гледаме, тогаш нема проблем. Теткалие? Теткалие или сега, бе? Теткалие? Здраво, теткалие. Тој е наш другар и вие го познавате. Дојдов да му помогнам. Да му помогнам нешто. Сакав да ти се јавам, да те прашам за поираз. Ама гледам имаш други обврски. Не се вознемирувајте. Што правам јас? Да му се сневиди. Што правам јас? Што правам? Се се упропасти поради тебе. Што бараме ние овде? Што правиме сега овде? Зошто сме во куќава? Се мачев никој да не види, а не видеа луѓе кои никогаш не требаше да не видат. Какво мислење ќе има теткалие за мене? Што ќе правам сега? Што ќе правам? Во ред. Јас си продолжив со животот. Си продолжив. Да. Ама мораше ли да не видат? Не за друго, но зошто сега не видоа? Зошто сега не видоа? Уште се плашиш дека ќе му каже на поираз, така? На сите ќе им каже. Готова сум. Како? Мислам... Срамота ли е да се биде со мене? Значи и ти се срамиш што си со мене, така? Не. Секако дека не. Што тогаш, ајде? Вчера срцето ти трепереше. Зошто ти трепереше срцето? Гледаше во очи. Сега не ме ни гледаш во очи. Вчера ќе ме бакнеше. Што е сега ова? Што се случи така наеднаш? Да, за се. Ама не е толку лесно за мене. Ме разбираш, нели? Не те разбирам. Не разбирам. Нема да те разберам. Да не те срамам јас повеќе.
Изгледа пак си загрижена. Здраво, господјајше. Одев до фурната. Колку убава случајност. Навистина е така, ке седнете? Благодарам многу. Островот е мал. Да, така е. Многу е мал. Знаете дека порано не го сакав место. И јас не го сакав. И уште не го сакам. Имам лоши спомени од овде. Работи кои сакам да ги избришам и да ги заборавам. Ама сепак многу се измачив пак да дојдам овде. Дали смеам да прашам зошто? Тука има нешто што е многу драгоцено за мене. Ова, нели вие имавте еден колега? Што направивте со него? Што се случи со него? Проблемот уште го има, значи ништо не направивме. И онака сега имаме друга мака, се трудиме тоа да го решиме заедно. Една фирма се труди да го купи целото земјиште на островот, ке го уништат ова убаво место, насекаде ке градат згради. Значи со тоа се мачиме. Така ли? И што планирате? Значи можеме да ги спречиме сите нивни интриги, само треба да се одлучиме кога и каде ќе го направиме тоа. Ете толку. Ова, денес тука имало активност на еден голем бренд. Имало прилично интензивен одзив. Ги видов постерите. Кој знае, може би е тоа добра можност да се слушне вашиот глас. Што велиш? Зборувате за активноста Лодос, така? Изгледа Лодос беше така некако. И јас ги видов постерите. Во право сте, тоа навистина би било вистинско место за да се чуе нашиот глас. Многу ви благодарам, господјајше. Чувството е многу убаво кога и да разговараме со вас. Многу ви благодарам. Тогаш јас да станам. Вие дали вечер ќе бидете таму? Не знам. Може би ќе бидам. Тогаш се гледаме. Се гледаме, Хазиран. Ај, Господе, видете ги гледате моите раце? Види каква возбуда, како се тресат. Последен пат вака се тресев пред мојот сунет, се колнам. Види, уште се тресат, не престануваат. Знаете што, кога ќе почне активноста на Лодос, уште колку часа остана, може да има голема гужва, да знаете. Треба да фатиме место на време. Што мислите, што направи со поканите? Латиф среди се, нели Зейнеп? Нели, кажи ми, Зейнеп? Латиф среди се, нели? Ај, Ѓоркен, ворете. Немој да паничиш, еве види 30. За тебе, за мене, за Селма. Латиф ги донесе во рете. Не ме нервирај. Не стои пред мене со чајот. Стани, оди, ти требаат 4 часа за подготовка. Ѓоркен, како така зборуваш со мене? Ете така зборувам. Ајде, оди. Добро, сега е под стрес. Ајде, смири се, ајде. Дали нашите креации стигнале на точната адреса? Сигурно стигнале, Ѓоркен, стигнале. Без никаква неволја? Спремив еден краток говор. Зашто? Па нели ќе освојам прво место? Многу краток говорат. Многу кратко си го напишал, Ѓоркен. Се колнам сега двете ка нападнам со качки ножици. Тргнете се, бе. Ајде, подгответе се. Ајде, одете, ајде. Добро, тргнете бе, се ајде. одовде. Ајде ти помогнам и јас. Не сакам да ја пропуштам ова активност. Во никој случај, ајде брзо и донеси ми пенкал оттаму. Треба да додадам уште нешто. Заборавив. Бабо? Добро е што не се појавила пред тебе. Кој не се појавил? Види, ти донесов чиста облека. Не знаев каде и кај кого си сместен и затоа реков може би ти треба. Дојди седни. Си се намачила, благодарам.
Ти направив сарми и од мојата пита и бами ти изготвив. Твоето милено јадење со наут. Нормално, кога не си дома, не знам што јадеш и што пиеш, синко. Добро ми е, бабо. Ништо не ми фали. Значи, добро ми е. Сине, колку и да ти е добро, јас сум твојата баба, те мислам. Ти си чедо на моето чедо. Знаеш ли, мојата најголема радост си ти. Откако се роди, ти си мојата најголема радост. Грижа и гордост. Како да не те мислам? Знам, во право си што се лутиш. Што да правам, толку ми работи мозокот. Од сега повеќе ќе ми се лутиш. Немам причина да ти се лутам повеќе од тоа, бабо. Што може да биде? Ти го направи најлошото нешто што можеше да го направиш. Види, без разлика дали некој нешто ќе ти каже, било што да ти раскажат, ти само знај дека јас сето тоа го направив за твое добро, сине мој. Бабо, кој што ќе ми каже, не те разбирам. Навистина не ми е јасно што сакаш да кажеш. И пред малку рече дали се појави пред тебе или не. Кој, што ќе ми каже, кој да се појави? Појрас, јас многу те сакам, сине. Ти си моја душа, моја крв. Јас сето тоа го направив за да не страдаш ти. Доволно е тоа. Доволно е тоа да го знаеш, сине. Добар си? Да почнеме. Да, стигнавме до последната фаза. На таа активност сите ке слушнат за злото на тој вечерва. Снимките се овде, другари. Ке ги емитуваме на екран, после ке го земам микрофонот, ке им кажеме на сите што прави тој. И медиуми ке има таму, сите погледи ке бидат вперени кон нас. Има. Нека е жив и здрав господин Љатив. Да ви ги дадам. Сите да бидеме таму точно на време. Пак сите ке имаме задачи, продолжуваме со истата екипа. Бату каде е? Не знам, сигурно ќе дојде. Здраво, се извинувам што задоснив. Сакам да кажам нешто пред да почнеме со подготовките. Благодарение на Алпер и Мелиса дознавме за тоа. Ние сите тука се бориме за истото нешто. Значи, и да не се согласуваме целосно, тоа не е важно. И покрај се, од сега заедно ќе се соочуваме со сите тешкотии. Поради тоа, Бириџик, ова е од нас за твојот нов дуќан. Што? Како така? Вие како? Кога е отварањето, да знаеме да се спремиме? Многу сте лоши. Многу ви благодарам. Многу ви благодарам. Не го очекував ова. Многу сум среќна. Многу ви благодарам на сите. Да паузираме малку со емотивноста, веќе треба да се подготвиме. Сите да бидеме многу убави во ред. После 3 часа се гледаме таму. Нека ви е солесно на сите. Yes. Ајде. Ајде. Најде. Ѓорке, мама доста веќе. Нема да плачеш како дете. Срамота е. Освен тоа, може би на друго место ќе се запознаеш со господин Лодос. Ја, Латив, не можеше да најдеш покани. Зошто ги зедшите? Божем си градоначалник. Бре. Абе, оставете ги младите да се забавуваат. Што барате вие таму? Што барате вие таму, кажи ми? Колку години имате вие, бе?
Жанак, пливаш во погрешни води, да знаеш. Мочи. Машала, 2 кила извади. Молчи. Земи го ова. Момци. Отиде мојата животна шанса. Поради вас. Да, не ме гледајте ме така. Јас таму ќе добијам награда, ќе освојам прво место, а нема да бидам таму. А што да правам тука со вас, а кажете ми? Претерувај, само ти претерувај. Не претерувам воопшто. Животот веќе не продолжува за мене. Готово е. Ево ред, нели рековте дека ќе гледаме од интернет, барем да отвориме и да гледаме. Нели е така? Но јас не знам да го отворам ова. Тргни ја раката, аналогна жена. Ете, почнала церемонијата. А што се смеете вие? Са ти вакаме, ај господи, леле. Лодос, јунаку мој, херој мој, покажи се. Срце лавовско мое, ајде. Како на конјска трка. Што виде? Појраз? Не, ништо нема. Мислев дека видов некого ми залечи. Таа не би дошло овде. Се глупирам, остави. И гадот тој го не таму. Никаквец. Уште малку. Здраво на сите, јас сум Нехир, јас сум водителката на денешната активност. Добро дојдовте на сите. Ах, мојата прекрасна ќерка. Што ќе правам јас, кога таа ќе оди во странство? Ние како семејство Лодос оваа година ќе внесеме новост во нашата колекција Есен-зима 2021, која создадовме со сеќавање на минатото и надеж за иднината. Оваа година прв пат ќе отстапиме место на труд на еден аматер креатор. Господе, знаеш зашто се работи, мили Боже. Амин. Господи Боже. Брате, те викаат од сцената веднаш да излезеш таму. Не можам, на маса сум. Добро, ама директорот те вика, имало голем проблем, шоуто може да пропадне. Ајде, брате, дојди. Ајде, дојди. Дојди. Ајде на сцена, ајде. Ајде. Како се правиш ова? Лесно е на збор, ама
Тука се ми изгледа непознато. Ајде. Чекај сега да се префрли. Сега името за трето место. Трета е Зейнеп Аслан. А на второ место е Денис Акман. Господине Тојгун, здраво. Јас сум Идил, се сеќавате на мене? Сопругата на Бату. Да. Татко ми ме замоли вие да ја доделите првата награда, ќе бидеме почестени. Во ред, секако. Ви благодарам. Им благодарам на сите, а особено на моето семејство кое ме поддржа. Доделувањето на наградите продолжува. Здраво, се извинувам. Онде има луѓе што сакаат да влезат без покана, а згора на се прават неред. Може да се погрижите, ве молам. Веднаш ќе видам, да. И сега на крајот, победникот на надпреварот. Победник на надпреварот за креација Лодос е... Ти си, женич. А Ѓорке. Спремни сме. Ајде, притисни. А дај, може јас да притиснам јас? Ајде сите да притиснеме. Окей. Ајде. 1, 2, 3. Бум. Шоуто да почне. Победникот е... Што правиш, Масо? Земи се. Што се случува? Кој е победникот? Ништо не разбрав. Здраво на сите. Нема да ви одзема многу време. Фотографиите што ги гледате во позадина се вистинското лице на плановите на Тојгун и неговата фирма кои ги кројат за нашиот остров. Знам, ви рекоа дека нема да и наштетат на животната средина и на природата, ама сето тоа е една голема лага. Браво, бе, Кирко! Браво за тебе! Се гордеам со тебе, се гордеам! Тие нашиот остров го гледаат како остров за изнајмување. Сакаат да заработат пари. Не им е грижа ниту за животната средина, ниту за природата, ниту пак за животните. Тие го гледаат само својот интерес, ама заборавија едно нешто. Солидарност меѓу народот. Островска солидарност. Еве нечесникот Тојгун е онде. Дрзок крадец кој би направил се за своите клиенти, тоа е Тојгун. Сега бега. Ама ние нема да дозволиме да го направи тоа. Ние ќе го штитиме нашиот остров. Нели Крланги Чадаси? Нели нема да дозволиме да го освои? Напред Крланги Чадаси! Точно ли ова што го слушаме? Пријатели, ова е лага. Дали е можно вакво нешто? Се што кажавме е вистина. Немојте да им верувате на овие. Чекаме објаснување, господине Тојгун, точно ли е таа карта? Слушај, оди кажи им на газдите во Истанбул. Од сега нема да можете да стапнете овде. Ќе видите. Сите ќе видите. Ајде тогаш. Çift gökkuşağı çıkar
Sen yağmurda gülünce. 1, 2, 3. Лаги! Yaz erken gelir Ајде! yollar erir sen bana yürüyünce. Ти мене ли ме следиш? Ти вака одиш по пат, а парфемот оди по тебе. Јас цел пат по мирисот одев, по мирис. Боже, Боже. Не ти се допадна? А? Ама порез да го кажеш тоа ќе го сакаше, нели? И онака се што ќе чуеш од него ти се допаѓа. Убаво зборува. Бату, види, татко ми е дома, во ред. Овој пат на вистина ќе ти избрка од островот. Човекот не се шегува. Тој е градоначалник. Во ред, оди си. И јас не се шегувам. Јас воопшто не се шегувам. Јас сум син на Дженап Немранли. Син сум на проклетиот Дженап Немранли. Бату. Животот ми го уништи тој човек, Бату, бе. немој. Не можам дури да те сакам. Не можам да те сакам. Ти се срамиш од мене. Бату, ти изгледа си пијан. Во ред, оди дома и наспи се. После ќе зборуваме. Во ред, те молам. Островот го спасивме. Сериозно го спасивме. Покажавме на тие луѓе. Ама јас ниту грам не сум среќен, знаеш? Ниту толку не се чувствувам среќен. Дали некогаш сум бил среќен? И тоа не го знам. Какво нешто е среќата, ке можеш ли да ми кажеш, те молам? А? Какво нешто е среќата, те молам? Раскажи ми 2 минути, какво нешто е? Не, нели е? Не. Татко ти не е дома. Кај Селма го гледаат над преварот. Од каде знаеш? Јас на овој остров знам кој каде е, што прави и како прави. Сето тоа го знам. Само не знам за тебе, Итил, и не знам за себе. Што ќе правиме со нас, бе? Ништо нема да правиме. Сега ништо нема да правиме. Ти ќе одиш дома и ќе спиеш. После ќе зборуваме. Во ред, те молам. Инсистирам ли јас? Што правам? Одбивен ли сум? Има ли нешто друго, освен што се срамиш од мене? Грд, досаден. Што знам? Знаеш што да правиме? Види, ова е одлична идеја. Токму сега, токму овде. Да донесеме одлука. Или е готово, или продолжуваме. Договорено е. Крлангича да си, ти си сведок на ова. Молчи, немој. Што правиш, немој. Говори ми, дали сме заедно или не сме? Може ли да успориме малку? Нема да успориме. Мене замислиме како кола што оди 200 на сат. Кочниците откажале. Одговори ми, заедно сме или не сме? Бату, види, навистина да не зборуваме сега. Пијан си инсистираш, немој те молам, после да зборуваме. Се плашам. Се плашам од себе. Се плашам од тоа што можам да го направам. Се плашам од своите мисли, се плашам. Но јас го добив одговорот. Ти уште ќе го чекаш појраз. Јас тебе нема да те чекам. Ај ти подобро не го чекај. Бату, види, пијан си, немој да направиш некаква глупост. Најглупавата работа во мојот живот е што те сакам тебе.
Да, сето ова можете да го напишете, ќе ви дадеме контакти од семејствата кои се угнетени и измамени. Многу ви благодарам, фала. Другари, ние во меѓувреме ќе направиме се што можеме за да ги вратиме земјиштата кои што тие ги купија. Ви благодарам на сите. Планот беше навистина многу добар. Ти честитам. И јас ти честитам. Многу убаво соработувавме заедно. Уште си ми лута? Ворет нема потреба сега да ми одговориш. Како и да е, од сега си овде. Сите ли отидоа? Отидоа. Ќе останеш за ревијата? Не знам, може би ќе останам. А ти? Немам некоја работа. Здраво на сите. Повторно сме заедно. Пред да почнеме со ревијата, сакам да се запознаете со една личност. Таа личност ќе го каже и победникот. Се разбира дека зборувам за Лодос. Со години го криеше идентитетот, никаде не се појави. Ам на крајот вечерва овде сите заедно ќе решиме таа мистерија. Дали го познаваш? Не го познавам. Ти? Ајде сега, да видиме кој е. Ајде се, Господ, напред. Што ти е тебе, бе? Бога ми што знам и јас се занесов. Замисли јас да сум Лодос. Да се појавам. Шок. Има добиено Чекајте, черка ми зборува. Нема зборови за да се опише неговата креативност и неговата умешност. И јас сум негов голем обожавател. И верувајте дека немав прилика да се запознавам со него од зад сцената. И сега пред вас е Лодос! Како е ова можно? Човекот бил жена. Ајде. Вчера женава ја видов на улица. Многу беше елегантна. Ете мајката на Појрас. Значи се вратила. Не ми се верува. Не ми се верува. Здраво. Од секогаш сакав да останам анонимна. Имав своји оправдани причини. Не сакав со мојата приказна да се истакнам пред моите креации. Јас имам една приказна која ја кријам од сите. Ќе слушневте кога ќе дојде време. Денес бил тој ден. Ама се појави пред мене и ме охрабри. Појрас? Незината наивност, добрина и убавина ми дадоа инспирација. Сакав и јас да бидам како неа. Се реков, кој знае, можеби имам уште една шанса. Сега сакам да и се заблагодарам пред сите вас. Појрас, каде? Појрас? Хазиран седев ли? Да, ти, Хазиран. Ајде, дојди до мене.
Ти не престана да се бориш и јас нема да престанам. Ти направам се што треба за да ми прости мојот син. Појрас. 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 Што е сега, што се случи? Почни од почеток, тоа се случи. Појрас, застани, каде одиш? Појрас, Појрас, застани. Што бераш ти овде? А? Губи се од овде. Појрас, немој. Сите гледаат, после ќе Нема зборуваме. после да зборуваме. Никогаш нема да зборуваме. Губи се од овде. Нема да ме допреш, нема да ме видиш. Името нема да ми го спомнеш. Сине. Јас не сум твој син. Не ме викај сине. Оди живеј таму каде што живееше до сега. Оди најди некого да бегаш со него. Застани, Појрас. Се ќе ти раскажам. Немој ништо да ми раскажеш. Немој, не сакам. Ти си голема лажга, не ти верувам ништо. Појрас. Пушти ме. А ти со мојот најголем непријател, нели Хазиран? Срам да ти е. И ти не се разликуваш од неа. Појрас, таа не е Ти виновна. не се мешај. Ти немаш право да зборуваш. Ти дури немаш право да живееш. Ќе ја плаќаш казната за твоите дела. Кога и да е ќе ја плаќаш. Откаде знаеш дека не ја плаќам? Пушти ме. Лодос била. Ти си само за жалење. Јас те жалам. Те мразам. Немој веќе да се појавуваш пред мене. Немој веќе да си се појавила, ќе се покаеш. Многу лошо ќе биде за тебе. И ти исто. Појрас. 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 Појрас, слушни ме, те молам. Појрас. Појрас. Оди, Хазиран. Појрас, те молам, слушни ме. Те молам, навистина не знаев дека ти е мајка, навистина. Што значи не знаев? Сте се гледале неколку дена, многу бевте блиски. Слушни ме, Оди. Појрас, те молам, слушни ме, те молам, слушни ме. Не сакам да те слушам, во ред, затоа што од сега нема да ти верувам. Мислев дека си малку поинаква, го знаеш тоа, но не си. Појрас, што ќе те чини ако слушнеш еднаш, ако веруваш? Што ќе биде ако веруваш? Велам, не ја познава, во ред, сега дознав. Таа беше било која жена што ја сретнав на улица, ете толку, толку. Не ти верувам. И од сега нема да ти верувам. Мислев дека си малку поинаква од останатите, ама не си се разликувала. од Појрас, нив. дали си свесен што зборуваш? Немој така, те молам. Не, свесен сум што зборувам. Ве видов натре, многу бевте блиски, добро се разбиравте, многу бевте среќни. Ви посакувам Ти среќа. зошто си ваков? Зошто сите работи за тебе се или црно или бело? Зошто ние не можеме да седнеме и нормално да зборуваме? Затоа што јас сум ваков човек, во ред. Во мојот живот има само црно и бело, нема средина. Или е погрешно, или е правилно. Ти или си со мене, или си против мене. Толку. Тоа ќе го кажеш? Толку. И ти ми изневери како баба ми и таа жена. Јас веќе немам никого во ред. Појрас го нема, заборави го. Мене ме имаш во ред, мене ме имаш и не те оставам во ред, нема да те пуштам, Појрас. Хазиран, пушти. Не те пуштам. Пушти ме ти велам. Не те пуштам. Хазиран, пушти ме. Појрас. Појрас, слушај. Појрас, слушај, те молам, Појрас. Појрас, слушај, ти велам. Те молам, Појрас. 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 Појрас.
Вие ме излажавте. Ме измамивте. Благодарение на вас, сега имам уште една заедничка особина со Појрас. Не можев да ти кажам која сум. Не можев да ти го откријам мојот идентитет. Појрас не требаше да знае дека сум на островот. Да. Требаше да ве види на сцена и во таа светлина, нели? Лодос. Така ли? Сакав да те запознаам, Хазиран. Сакав да знам кому ќе го доверам Појрас. Мене веќе ме нема. И од сега нема да ме има. Знам, нема да ме има. Ние раскинавме со Појрас. Многу те засакав, Хазиран. Очите ти блескаат, полна си со живот. Погледни ги моите. Јас не живеам, само се обидувам да издржам. Господја Ајтен? Или господја Ајше требаше да кажам, не знам. За мене ништо не значи емоционалниот притисок. Треба да пробате со друг метод, затоа што многу добро знам што сте му направиле на Појрас. Дали приказната си ја слушнала од мене, Хазиран? Има ли потреба? Внуче мое, каде е внук ми, каде е внук ми? Господја Алиев внатре, го лечат и ние не знаеме, чекаме, ве молам, ве молам. Видете, не можам да поднесам уште една караница во оваа болница во ред, сите сме тука заради Појрас, ве молам. Докторе, што се случи? Добро вечер. Има неколку големи рани. Ги саниравме, сега е во соба. О, Добро ќе Господе. биде. Само треба да се одмори малку. Фала му на Бога, фала му на Бога. А може да го видиме? Не сака да види никого. Не сака да види со никого. И со мене? Рече никого, нека е со помени. Внук ми станал непријател со мене. Ти го сврти Појрас против мене. Сето ова е поради тебе, господја Алие. Ама нема веќе да го дозволам тоа. Појрас ја дознае целата вистина. Нема никаква вистина. Има само една вистина. Тоа е твојата злоба. Не сам веќе да се расправам со тебе. Долги години се расправаме. Пардон, каде е собата на Појрас, Алиосѓур? Ве молам, нема да го вознемирам, само да го видам, ве молам, помогнете ми. Појрас? Господја, не сака да се види со никого, ве молам. Појрас каде е? Пациентот избегал. Зарем Инфузијата сакаш да овде. гние по болници? Болна сум од срце. Не можам веќе да издржам. Замолчете веќе. Појрас избегал. Што? Каде избегал? Како избегал? Не знам, ете избегал. Не можел да ги трпи вашите караници и избегал. Ви честитам на двете, ви честитам. Како побегнало детето? Болен беше, како Ќе побегнал? го најдам. Ако треба ќе ја пребарам секоја педа од островот, но ќе го најдам Појрас. Боже, Боже, како побегнал? Сестро, како побегна детето од болница? Нели беше рането? Барајте не секаде. Ти што стоиш? Оди, оди брзо, оди. Внимание ве молам. Појрас Алиосѓур, еден од ценетите жители на Крланги Жадаси, ранет исчезна од неговата болничка Појрас соба. ли рече? Што? Ако некој знае нешто, Што значи ранет? ве молиме да ни известите. Како е можно? Повторувам. Појрас Алиосѓур, ранет исчезна од неговата болничка соба. Се молат оние кои ќе го видат или имаат било каква информација за него да пријават во општината. Повторувам. Појрас Алиосѓур, ранет исчезна од неговата болничка соба. Се молат оние кои ќе го видат или имаат каква Појрас било ли рече? информација за него да рече пријават во Појрас. општината. Појрас. Ајде, Ајде, почекајте. што да чекаме? Вози, вози. Внимание, внимание! Појрас Алиосѓур, ранет исчезна од неговата болничка соба. Појрас. Се молат оние кои ќе го видат или имаат каква било информација за него да пријават во општината. Повторувам, Појрас Алиосѓур, ранет исчезна од неговата болничка соба.
Што? Што значи исчезнал? Знаете дека синоќа Појрас имаше незгода. Сообраќајна несреќа. Еден автомобил го удри и побегна. Веднаш стигнавме во болница со брза помош, таму му беше укажана прва помош, ама после тоа Појрас рекол дека не сака да види никого и побегнал. Го снема од болницата. Останатото го знаеме. Јас ја активирав целата општина да се вклучи во потрагата. Ке го најдеме, не грижете се. Ама и ние да продолжиме да го бараме, значи да се групираме по двајца тројца, да им кажеме и на тие што не се овде, да го побараме на сите страни, да размислиме Појрас каде би можел да оди, што би можел да направи, сите да го бараме. Дали е киднапиран председателе? Не, моментално нема таков сумнеш. А кој го удрил тато, дали се знае? И тоа не знаеме, бидејќи возилото што го удрило продолжило по својот пат без да успори. Изгледа се исплашил. Не се, полицијата го истражува тоа. Не се грижете сега за тоа. Во ред, да не губиме повеќе време, да направиме група за комуницирање. Добро, веднаш ќе направам. Во ред, кој ќе слушне нешто, нека пише во групата, добро, ајде. Господе Боже, чувај ми го мојот внук, да не му се случи Дојди, нешто. Дали, ајде. Врати ми го, Господе. Те молам, пушти ме. Да одам, да го барам внук ми. Те молам. Види да Далие, слушна што кажа. Прогласена е мобилизација на островот. Сите го бараат Појрас, нашите момци го бараат, ние го бараме, полицијата го бара. Ке го најдеме, немој да се грижиш, те молам сега. Одмори се веќе, ајде. Цела ноќ беше будна и онака се упропасти. Го изморија, детето го изморија. Ете сега избега, на крај избега, не можеше да издржи. Како да издржи моето дете, како да издржи? Ете, никаде го нема, детето го нема. Со кој образ дојде овде? Со кој образ дојде? И онака беше хаос. Ти дојде и станавме комплет. Има работи кои ти не ги знаеш. Аман, ма, не сакам да ги знам работите што не ги знам. И онака веќе никој нема да ти верува на овој остров. Поради тебе, теткалие, со години ме мразеше. Станавме непријатели со жената. Види ја безобразната, уште е овде, намчурка. Уште станала креаторка. Глупава креаторка. Ама срамота е така да Далие, па ти си најстара меѓу нас, ти доликуваат ли такви зборови? Не ти доликуваат. И оваа иста, и оваа. Овие две се исти. Се здружија, едната душа му извади на син ми, другата на внук ми. Теткалие, да знаев дека ќе побегне, дали би ги запознала жит господ сега, ајде? Ама доста веќе. Морам митно да одам во станица. Жени, ве молам сега да не се карате, прво да го најдеме Појрас. После може да правите што сакате, ама денес нема карање. Ама нема карање денес, ве молам, ајде. Макалие, ајде те молам сега, те молам, оди одмори. Зарем не би се растажил Појрас ако те види така мизерно да шеташ по улиците? Ке се растаже, нели мајко? Поради тоа ти остани овде и одмори се. Не ја оставајте, сама бидете покрај неа. Во ред. Останете овде. Ајде, излезете од мојата куќа. Излезете, не ве сакам ниту двете. Во ред, ќе одиме, ајде. Каде е животното? Зорба? Ај, каде е животното? Зорба? Застани, теткалие. Чедо? Осинко? Ништо не изело од јадењето, душа моја. Сигурно ја осети болката на син ми. Немој и ти да одиш, Зорба. Каде си, синко? Господи Алие. Пушти ме. Донесете го, син ми. Донесете го, внук ми. Господе, помогни ни. Добро, ќе го донесат. Ајде, добро. Дојди, влези внатре, ајде полека, ајде. Да одиме да го побараме во фабриката? А таму ќе одат. А подобро е да одиме надолу, да видиме на пристаништето. Ај, другарке моја, душо моја, убавице моја. Душичка моја. Каде си, Појрас? Појрас, ти каде си? Каде си?
Каде си? Хазиран? Ајде, дојди, душа, полека. Хазиран. Ова возило го удрило. Да, ма не се гледа внатрешниот дел. Возил 140-150 на час во град, при ударот нема траги од кошници. Како намерно да возел на кај него. Или кошниците откажале, ама не ми се верува. Зошто? Кој би направил такво нешто? Ти зарем не знаеш? Знам. Што ми е гајле? Бату сите го бараат. Еве и јас го барам. Појзи! Појзи, каде си? Појраз! Аха, бе. Го нема, гледаш ли, бе? И тука го нема. Не е смешно. Возрасен човек е. Ке се појави од некаде. Сите се испаничивте како глупави, бе. Ти воопшто ли немаш совест? Види, навистина е чудно тоа да се слушне од тебе. Си плачела? Да, плачев. Појраз ми е другар, а во исто време Што друго? Не рече во исто време. некој кој се обидувам да го заборавам. Ќе помогнеш да го бараме или не? Не ме интересира. Ти оди прва, најди го, трчај да бидеш прва. Може ќе бидеш херој, што мислиш? А? Спаси го Појраз, после правете вакво нешто, како успорена снимка, трчајте по плажата, сигурно Појраз веќе ги расширил рацете и те чека таму, ајде. Ајде, добро бе, ајде доаѓам. Ни мене не сакал да ме види. Ни мене не ме сакал. Може би, што знам, се му дошло преку нос веќе. Сакал да се изгуби, да исчезне. Па можно е. Дозволи му малку и ти, дај му време. Да не беше ранет во ред Бириджик, но ранет беше, разбираш, Појраз беше ранет. Не го бев во брзата помош. Го држев за рака. Ги отвори очите, ме погледна право во очи. Ме погледна како да сакаше да каже не грижи се. Ништо нема да се случи, ама јас прв пат го видов така изнемоштен, беше тажен, лути бевме, скарани бевме. Ама дури и во таква состојба како да сакаше мене да ме смири. Трпеше болка. Се трудеше да се насмее, ама јас знаев дека трпи болка. А од друга страна, изгледаше како да сака да се збогува со мене. Јас тој миг не знаев дека го гледам за последен пат. Хазиран, што значи тоа за последен пат? Нема такво нешто во ред? Немој да мислиш на такви работи. Да не слушнат веќе такви зборови. Внимавај што зборуваш. Тој беше ранет. Каде би одел така ранет? Што ако ја удрил главата некаде? Ако се онесвестил, ако има трауми, што тогаш? Требаше да го видите неговиот автомобил, требаше најмалку 4-5 дена да лежи во болница. Многу се плашам да не му се случило нешто, се плашам. Што е, ма? Ајде, стани, жити Господ. Што е ова? Како да починал. Стигнавме на дното, Хазиран, како да починал. Освен тоа, сакаш да ти кажам нешто? Појраз е дете на овој остров. Абе, има ли човек на островот што не го познава Појраз? А островот е мал, нели е така? Тоа дете на овој остров. Тога што ќе правиме? Да одлучиме каде да го бараме, добра? Да. Каде да го бараме, душичка моја? Еве, земи. Дај ми, ајде. Обиди се да го земеш.
Не ме нервирај кога сум гладна, Ворит. Не ме нервирај кога сум гладна. Ворет го запишав. Има ли друго нешто? Што е тоа? Ова е прирачник како да се устреки Хазиран Седефли. А зошто? Нели ние сме во врска? Поради тоа јас треба да ги знам сите детали во врска со тебе. Значи, ние сме во врска. Нели многу сакаш да слушаш тоа? Знаеш дека не ми е гајле да кажат сега да е крајот на светот. Многу сум среќен. Ги имаме најомилените овошија, имаме грозје. Ти си до мене. Значи сакаш грозјата? Сака грозје. Во ред, запишано е. Сакам грозје, но најмногу те сакам тебе. Тогаш ова место нека биде нашиот крај на светот. Значи, ако некој ден дојде крајот на светот, ние тука да го гледаме заоѓањето на сонцето и да јадеме грозје. Може така? Може. Договорено. Договорено. Во шок е. Хазиран? Што е, се сети на нешто? Дали е крај на светот според вас? Што? Хазиран?